Грција не може да биде носител на единствена античка култура и не смее да има негативен став кон малцинствата во земјата. Етничките македонци во Северна Грција имаат право за себеидентификација, исто како што луѓето во Атина имаат право да се нарекуваат грци. Ова го пишува генералниот секретар на Грчкото министерство за образование и наука Талија Драгонас во низината книга "Што е нашата земја?". Тезите со нож беа дочекани од националистичката Лаос. Караджафери со одговорницата на грчкиот парламент ја обвини функционирката за ширење на антидржавни ставови и побара незина оставка. Изнесените историски факти за македонците и турците беа повод деновиве во Грција да се отвори дебата за малцинствата и националниот идентитет, прашања кои политичките партии ги избегнуваат по секоја цена. Она што најмногу ги погоди грчките националисти е тврдењето дека грчкиот идентитет е основан во 19-тиот век. Наспроти уверувањата за античкото потекло на грчката култура, Драгонас, која меѓу другото е професор, пишува дека Грција доживува културно просветлување во отоманскиот период, а дека грчкиот идентитет се создава под влијание на Велика Британија и Франција во 19-тиот век. Горда сум на историјата, културата и мојот идентитет, но исто така треба да се бориме и за демократија, толерантно општество и почит кон сите култури и луѓе во светот. Тоа што моите книги беа примени како антигрчки и одстранети од страна на владата, не би рекла дека е демократски. Кога станува збор за културните права, бројното турско малцинство, како и бројните, како што ги нарекува нашата влада, славо македонци, немаат право на самоидентификација, изјави Драгонас во интервјуто за Товима. Лавината обвинувања на незина сметка таа ги оцени како чисто политички и рече дека нема намера да поднесе оставка, туку напротив е подготвена да се спротистави на Лаос. Ова не е првпат грчки интелектуалци да и контрираат на политиката на официјална Атина. Издавањето на книгата го финансираше Европската унија.